Понекогаш благословите не доаѓаат со голема врева. Тие не тропаат на врата, не доаѓаат кога ние ќе им кажеме. Туку тогаш, кога конечно сме подготвени да ги препознаеме. Без разлика дали верувате дека животот има свој тек, дека се случува со причина или едноставно сакате малку надеж, во следниот час ќе поминеме низ сите 12 хороскопски знаци. Можеби ќе го слушнете само својот, а можеби ќе останете и до крај. Во секој случај, се надевам дека барем една реченица ќе остане со вас долго после ова видео. Драги овни, постојат моменти во животот кога човек почнува да се прашува дали неговиот труд навистина има смисла. Дали сите оние рани утра, тешки одлуки, разочарувања и денови кога сте продолжиле напред, иако сте биле уморни, навистина водат кон нешто подобро. Ако во последните месеци сте си го поставиле тоа прашање, тогаш оваа порака е за вас. Затоа што до крајот на оваа година, вашиот најголем благослов нема да биде нешто што ќе пристигне одеднаш. Тој веќе започнал, само што уште не можете целосно да го видите. Понекога животот работи тивко. Додека ние мислиме дека ништо не се менува, во позадина се редат настани што полека го подготвуваат следното поглавје. И токму таков период почнува за вас. Можеби денес не изгледа така. Можеби се уште има денови кога чувствувате дека се борите повеќе отколку што би сакале. Но токму тие денови ќе станат темел на нешто што подоцна ќе го нарекувате пресвртница. Не затоа што ќе се случи едно големо чудо, туку затоа што ќе почнете да забележувате како малите работи конечно почнуваат да се редат во ваша корист. Еден разговор ќе ве натера да размислувате поинаку. Една случајна средба ќе ве потсети дека вистинските луѓе се појавуваат токму кога сме подготвени да ги препознаеме. Една можност што на почетокот ќе изгледа сосем обично, може да стане почеток на нешто многу поголемо. Вашиот благослов нема да биде нешто што ќе го добиете. Ќе биде личноста во која ќе се претворите. Во последните години животот ве научи многу. Ве научи да станете посилни, но истовремено ве научи и да бидете предпазливи. Понекогаш дури и премногу. И ќе дојде момент кога ќе сватите дека не можете да ја изградите иднината ако постојано се плашите повторно да не бидете разочарани. И токму тогаш ќе се случи промената. Ќе почнете повторно да им верувате на своите идеи, на своите способности, на својата интуиција. И тоа ќе биде првиот благослов. Не оној што ќе го видат другите, туку оној што ќе го почувствувате длабоко во себе. А кога човек повторно ќе поверува во себе, се околу него почнува да се менува. До крајот на оваа година ќе почувствувате дека некои врати што долго време биле затворени, почнуваат полека да се отвараат. Нема да мора да ги туркате со сила и нема да мора да се докажувате на секого. Работите што се навистина ваши ќе почнат природно да доаѓаат кон вас. Може да се појави прилика што долго време сте ја посакувале. Но интересно е што кога ќе пристигне, веќе нема да бидете истата личност што некогаш ја чекала. Ќе бидете многу помирни, помудри, посигурни. И токму затоа ќе знаете што да правите со неа. Има нешто што долго време го носите во срцето. Можеби е сон што никому не сте му го кажале. Можеби е идеја што постојано ја одложувате. Можеби е желба што веќе сте почнале да мислите дека никогаш нема да се оствари. Но не ја отурнувајте. До крајот на оваа година, животот ќе ви испрати знак дека не треба да се откажувате од неа. Понекогаш благословот не е конечниот резултат. Понекогаш благословот е храброста повторно да започнете. Во односите со луѓето ќе почнете и појасно да гледате кој навистина е покрај вас. Нема да чувствувате потреба да ги убедувате сите да ве разберат. Ќе сватите дека вистинските луѓе ве прифаќаат без многу објаснувања. Тоа сознание ќе ви донесе голем мир. И можеби токму мирот ќе биде најголемиот подарок што ќе го добиете.
Не оној мир во кој ништо не се случува, туку мирот што доаѓа кога конечно знаете дека сте на вистинскиот пат. И до крајот на годината ќе има ден кога ќе погледнете наназад и ќе си кажете: сега разбирам зошто мораше да поминам низ сето ова. И таа реченица ќе вреди повеќе од сите одговори што некогаш сте ги барале. А запомнете, најголемите благослови ретко пристигнуваат со голема врева. Тие не доаѓаат облечени во совршени околности. Не доаѓаат тогаш кога ние ќе ги испланираме. Тие пристигнуваат тивко, како нова надеж, како чувство дека повторно можете да сонувате. Како една мала можност што постепено ќе ви го промени животот. Затоа, ако во некој момент повторно се посомневате во себе, сетете се на ова. Не сте толку далеку од вашиот благослов колку што мислите. Можно е токму денес да го направите последниот чекор пред да започне едно од најубавите поглавја во вашиот живот. Верувајте во себе, верувајте во патот по кој чекорите. И кога ќе дојде крајот на 2026, нема да се сеќавате само на она што сте го добиле. Ќе се сеќавате на личноста која што сте станале, додека сте чекале кон својот благослов. Драги бикови, постојат периоди во животот кога најтешко е да останеме трпеливи. Не затоа што не знаеме каде сакаме да стигнеме, туку затоа што ни се чини дека времето поминува, а работите никако да се поместат. Може би и вие последниве месеци сте го имале токму тоа чувство. Како да стоите пред врата што никако да се отвори. Како постојано да вложувате, да чекате, да се надевате, а одговорот да доцни. Но животот има еден необичен начин да не изненади. Најголемите промени многу ретко започнуваат во моментот кога сме најнетрпеливи. Тие започнуваат тогаш кога веќе сме научиле да не се откажуваме. И токму затоа верувам дека вашиот најголем благослов до крајот на оваа година нема да биде нешто што ќе ве заслепи со својата големина. Ќе биде нешто што ќе ви донесе чувство што одамна ви недостигало. Сигурност, мир и сознание дека конечно не мора постојано да се борите за секоја мала работа. Во последниот период можеби премногу често размислувавте дали сте направиле вистински избор. Дали требало порано да се одлучите за нешто друго. Дали сте пропуштиле некоја прилика. Но до крајот на годината ќе сватите една многу важна вистина. Не се сите врати што се затвориле биле загуба. Некои ве заштитиле од патиштата што никогаш не биле ваши. И кога ќе го разберете тоа, ќе почувствувате огромно олеснување. Вашиот благослов нема да дојде како награда за совршените одлуки. Ќе дојде како награда затоа што не престанавте да верувате дури и кога ви беше тешко. Можда е да се појави можност што ќе ви донесе и поголема стабилност. Но интересно е што таа можност нема да изгледа спектакуларно на самиот почеток. Ќе биде едноставна, мирна, како нешто што полека расте. И токму затоа ќе биде многу вредна. И вие од секогаш сте знаеле дека најцврстите работи не се градат преку ноќ. Тие се создаваат чекор по чекор. И животот ќе ве награди токму за таа истрајност. Во односите со луѓето ќе почнете да почувствувате поголема леснотија. И ќе престанете да ја трошите својата енергија, обидувајќи се да ги убедите сите дека вашите чувства се искрени. Ќе сватите дека вистинските луѓе никогаш не бараат докази. Тие едноставно остануваат. И можна е некој повторно да влезе во вашиот живот. Или можеби ќе се појави личност што уште од првиот разговор ќе направи да почувствувате необичен мир. Не затоа што ќе ви ветува совршен живот, туку затоа што покрај неа ќе можете да бидете она што навистина сте. Без маски. Без страв дека не сте доволни. И можеби токму тоа ќе биде најголемиот благослов. Да престанете да се чувствувате како постојано да треба да заслужувате љубов. До крајот на оваа година ќе почнете и повеќе да верувате и во својата вредност. Не онаква каква што ја мерат другите, туку она што тивко живее во вас од секогаш. Ќе има ден кога ќе погледнете околу себе
И ќе сватите дека не ви треба повеќе за да бидете среќни. Не затоа што ќе немате нови соништа, туку затоа што конечно ќе научите да го цените и она што веќе го имате. И токму тогаш ќе почнат да доаѓаат новите благослови. Бидејќи благодарноста има чуден начин да отвори врати што претходно изгледале затворени. И можеби ќе се случи нешто што ќе ви даде чувство дека животот конечно ви враќа дел од се што сте вложиле. Еден разговор, една можност, една добра вест. Или едноставно, едно утро кога ќе се разбудите без тежина што долго време ја носевте во себе. И не го потценувајте тој момент. Понекогаш најголемиот благослов не е она што го добиваме, туку товарот што конечно престануваме да го носиме. До крајот на годината ќе сватите дека животот не ве заборавил. Само ве подготвувал, ве учел на трпение, на доверба, на истрајност. За кога ќе дојде вистинскиот момент, да бидете подготвени да го препознаете. И запомнете, дрвото не дава плодови истиот ден кога ќе биде засадено. Потребно се време, корени, дожд, сонце и многу трпение. И кога ќе дојде сезоната, никој повеќе не се сомнева дека вредело да се чека. И вашата сезона полека пристигнува, не брзајте. Не споредувајте се со тугите патишта. Не мислете дека доцните. До крајот на 2026 ќе разберете дека животот не ви го одзел времето. Тој само се погрижил на убавите работи да пристигнат, тогаш кога конечно ќе бидете подготвени да ги прегрнете со мирно срце. И можеби токму тоа ќе биде вашиот најголем благослов. Не само она што ќе го добиете, туку човекот што ќе станете додека животот тивко ве води кон него. Драги близнаци, понекогаш животот не наменува со големи настани. Понекогаш доволен е еден разговор, една случајна средба, една идеја што ќе се појави токму тогаш кога сме престанале да бараме одговори. Ако постои нешто што ве очекува до крајот на оваа година, тоа не е само нова можност. Тоа е чувство дека светот повторно почнува да се отвара пред вас. Во еден период можеби имавте впечаток дека деновите станале премногу слични. Дека се врти во круг, истите мисли, истите грижи, истите прашања. Но животот не сака да останете на едно место. Тој ве подготвува за движење, за ново поглавје, за нова прилика и приказна што ќе почне многу понезабележливо отколку што очекувате. Ќе забележите дека се почесто ќе ве привлекуваат нови идеи. Ќе почувствувате желба да научите нешто што досека ви изгледало далечно. Да запознаете луѓе што размислуваат поинаку. Да ја промените секојдневната рутина. И токму таму се крие вашиот благослов. Не во тоа да станете некој друг, туку повторно да ја разбудите љубопитноста што од секогаш живеела во вас. Понекогаш најголемата промена започнува во моментот кога ќе кажеме едно едноставно да. Да на новата можност, да на новото искуство. Да на патот што никогаш порано не сме се осмелиле да го избереме. И не се изненадувајте ако до крајот на годината некој ви инспирира повеќе отколку што сте очекувале. Тоа не мора да биде личност што ќе остане во вашиот живот за секогаш. Понекогаш доволно е некој да ни каже една реченица што ќе го промени начинот на кој гледаме на еднината. И токму такви моменти ве очекуваат. Ќе почнете да гледате можности таму каде што порано сте гледале само пречки. Ќе се насмевнете на идеи што некогаш ви изгледале невозможни. Ќе откриете дека некои врати не биле затворени. Само сте чекале вистински момент да ги отворите. Во еден миг ќе сватите дека повеќе не сакате да живеете според тугите очекувања. Ќе почнете да се прашувате што на вистина ве прави среќни. И тоа прашање ќе биде почетокот на една многу убава промена. Благословот што доаѓа кон вас нема да биде само нешто што ќе може да го покажете. Тој ќе се почувствува во начинот на кој ќе започнете со денот, во мирот во кој ќе носите одлуки, во насмевката што повторно ќе стане почест гости на вашето лице.
Можно е неочекувано да се отвори и можност што ќе ве натера да излезете од познатото. На почетокот можеби ќе се двоумите и тоа е сосема природно. Но запомнете, најубавите приказни многу ретко започнуваат во зоната на удобност. Тие започнуваат во моментот кога ќе одлучиме да му дадеме шанса на животот да ни изненади. И до крајот на 2026 година ќе откриете дека не мора секогаш да имате одговор на секое прашање. Понекогаш е доволно да го направите следниот чекор. А патот самиот ќе ви покаже каде води. И може би токму тоа ќе биде најголемиот благослов за вас. Повторно да почувствувате возбуда, повторно да верувате дека пред вас има уште многу работи што вреди да се доживеат. Дека не е доцна за нов почеток, не е доцна за нов сон. Не е доцна да кажете ова е животот што сакам да го живеам. И кога ќе се приближи крајот на годината, ќе се навратите на овие месеци и ќе сватите дека најголемата промена не започнала со голем настан. Започнала со една мала искра, со една нова мисла и со една одлука да не останете таму каде што веќе повеќе не растете. И токму таа искра ќе стане светлина што ќе ве води кон следното убаво поглавје. Не брзајте да го пронајдете целиот пат уште денес. Доволно е да останете отворени, затоа што животот има прекрасен начин да ги награди оние што се уште веруваат дека најубавото допрва доаѓа. Драги ракови, не секој благослов може да се измери. Некој не се за нова работа. Не се голема сума пари. Не се нешто што другите веднаш ќе го забележат. Постојат благослови што се случуваат тивко. Тие доаѓаат како мир по долг период на немир. Како насмевка што повторно се враќа на лицето без да знаете точно зошто. Како чувство дека срцето конечно престанало да носи товар што со години го чувало во себе. И токму таков благослов се приближува кон вас. Вие сте личност што многу чувствува. Често повеќе отколку што покажува. Понекогаш сте биле за солниште за тугите грижи, додека своите сте ги криеле зад тивка насмевка. Малкумина знаат колку пати сте продолжиле понатаму, иако во себе сте биле уморни. Но животот секогаш има начин да ја врати добрината. Не секогаш веднаш, не секогаш онака како што очекуваме, но секогаш во вистинскиот момент. До крајот на оваа година ќе почувствувате дека нешто почнува да омекнува. Како да исчезнува тежината што долго време сте ја носеле. Некои стари грижи повеќе нема да имаат иста сила над вас. Некои спомени конечно ќе престанат да болат. Не затоа што ќе ги заборавите, туку затоа што ќе научите да живеете без тие да ви ја одредуваат сегашноста. Тоа е еден од најголемите подароци што човек може да си ги даде. Да продолжи понатаму без лутина, без чувство дека мора постојано да се враќа назад. Во месеците што доаѓаат, ќе почнете повеќе да ја цените тишината. Ќе откриете дека не секој разговор мора да биде долг за да биде искрен. Не секое присуство мора да биде гласно за да биде важно. Ке има луѓе што со својата добрина ќе ве потсетат дека светот се уште е полн со убавина. Можеби ќе се појави некој што ќе ве гледа со разбирање, без да бара од вас да бидете нешто што не сте. И токму тоа ќе ви помогне повторно да му верувате на срцето. А ако одамна носите една тивка желба што никому не сте ја кажале, не престанувајте да верувате во неа. Некои желби имаат потреба од повеќе време. Не затоа што се заборавени, туку затоа што растат заедно со нас. И кога конечно ќе се исполнат, ние сме подготвени вистински да ги цениме. Вашиот благослов нема да биде само нешто што ќе ви се случи. Ќе биде начинот на кој ќе почнете да се чувствувате. Ќе забележите дека повеќе не се обвинувате за се. Дека не ја носите вината за работи што никогаш не биле ваша одговорност. Дека конечно си дозволувате да одморите,
да се насмеете, да кажете не кога нешто не ви носи мир. И можеби токму тоа ќе биде најголемата победа. Затоа што човекот, што знае да го чува својот мир, почнува да го привлекува и мирот околу себе. До крајот на годината ќе има миг кога ќе почувствувате благодарност без да постои некоја голема причина. Само ќе погледнете околу себе и ќе сватите дека животот, чекор по чекор, повторно стана љубов. Тоа чувство не може да се купи. Не може да се испланира. Тоа едноставно доаѓа кога срцето е подготвено повторно да се отвори. Запомнете, не секогаш најголемите благослови пристигнуваат како големи чуда. Понекогаш тие изгледаат како мирна вечер, како искрен разговор, како прегратка што доаѓа во вистинскиот момент. Како чувство дека конечно сте таму каде што треба да бидете. Иако во некој ден повторно се појави сомнеш, потсетете се на ова. Вашето срце поминало низ многу повеќе отколку што другите може да видат. Но токму затоа е способно да препознае вистинска добрина кога ќе се појави. До крајот на 2026 година нема само да добиете нов благослов. Ќе откриете дека и самите сте станале благослов за луѓето околу вас. И можеби токму тоа е најубавиот подарок што животот може да му го даде на едно големо и искрено срце. Драги лавови, понекогаш животот не тера да го намалиме својот сјај. Не затоа што не сме способни да светиме, туку затоа што сме поминале низ моменти што не натерале да се посомневаме во себе. Можеби и вие, без да забележите, сте почнале поретко да зборувате за своите соништа. Поретко да се радувате, поретко да верувате дека најубавите денови се уште се пред вас. Но вистината е поинаква. Светлината никогаш не исчезнала. Само известно време чекала повторно да биде разбудена. И токму тоа е благословот што полека се приближува кон вас. Не како голем спектакл, не како чудо што ќе се случи преку ноќ. Туку како чувство дека повторно се препознавате себе си. Ќе дојде ден кога ќе сватите како повторно се смеете од срце, како повторно правите планови, како повторно чувствувате возбуда на нешто што допрва доаѓа. И токму тогаш ќе сватите колку долго сте живееле со мислата дека мора постојано да бидете силни. Но човекот не е создаден само за да издржува. Создаден е и да ужива, да се радува, да сонува, да создава. Вашата природа од секогаш била да внесувате топлина каде да се појавите. Да ги инспирирате луѓето, да им покажете дека и по најтемната ноќ повторно изгрева сонце. Во последниот период можеби сте заборавиле дека ја имате таа дарба, но таа никогаш не ве напуштила. Само чекала повторно да поверувате во неа. До крајот на оваа година ќе се случат неколку моменти што ќе ве потсетат колку вредите. Можно е некој да ги препознае вашите квалитети пред вие самите повторно да ги видите. Можно е да добиете зборови што одамна сте имале потреба да ги слушнете. Но најважното признание нема да дојде од другите. Ќе дојде од вас. Ќе се погледнете во огледало, не буквално туку во мислите, и ќе кажете: доволно долго се потценував. Тоа ќе биде пресвртниот момент. Затоа што кога човек повторно ќе почне да ја цени својата вредност, животот како да му отвара сосема нови врати. Ќе почувствувате дека не мора повеќе да се докажувате. Нема да трошите енергија обидувајќи се да ги убедите луѓето кои не сакаат да ве разберат. Ќе почнете да ги избирате местата каде што сте ценети. Луѓето покрај кои можете да бидете своји. Моментите што ви исполнуваат, наместо да ве исцрпуваат. И токму тоа ќе внесе една прекрасна леснотија во вашиот живот. Можно е да откриете талент што долго време бил ставен на страна. Или повторно да се вратите на нешто што некогаш ве правило среќни. Не размислувајте дали е доцна. Сонот нема календар. Страста нема возраст.
А срцето секогаш знае кога е време повторно да почне да живее со полни гради. Вашиот благослов нема да биде само успех. Ќе биде храброста повторно да се покажете пред светот, без страх дека некој ќе ве осуди. Ќе биде слободата да кажете што чувствувате, да создавате, да се радувате на малите победи, да не чекате совршен момент за да почнете. До крајот на годината ќе сватите дека најголемата сила не е во тоа секогаш да бидете најгласни, туку во тоа мирно да знаете кој сте. И кога човек ќе ја пронајде таа сигурност, никој повеќе не може да му ја одземе. Запомнете, сонцето никогаш не се надпреварува со другите звезди. Тоа едноставно изгрева. И со самото свое присуство го осветлува денот. Така е и со вас. Не мора да се споредувате. Не мора да бркате туги животи. Вашата светлина има свое време. И тоа време сега полека пристигнува. Кога ќе се приближи крајот на 2026 година, нема да бидете најгорди на тоа што сте постигнале. Ќе бидете најгорди на тоа што повторно сте си дозволиле да верувате во себе. А токму таму започнува секој вистински благослов. Затоа одете храбро, не затоа што знаете што ве чека зад следниот свиок, туку затоа што конечно ќе знаете дека каде и да ве одведе животот, во себе ја носите светлината што секогаш ќе ви го покаже патот. Драги девици, малку луѓе знаат колку тишина има зад вашата сила. Однадвор изгледате смирено, организирано, како секогаш да знаете што треба да направите. Но во себе често носите многу повеќе прашања, отколку што другите можат да замислат. Размислувате долго пред да донесете одлука. Ги анализирате зборовите што сте ги кажале. Понекогаш дури и ноќе се навраќате на разговори што одамна завршиле, прашувајќи се дали можело нешто да биде поинаку. Тоа е дел од вашата природа. Секогаш да барате подобро решение, подобар пат, подобар начин. Но до крајот на оваа година ќе откриете една вистина што ќе ви донесе огромно олеснување. Животот не бара од вас да бидете совршени. Тој бара само да бидете присутни. Да не чекате се да биде подредено пред да си дозволите да бидете среќни. Вашиот најголем благослов нема да биде тоа што конечно ќе ги решите сите проблеми. Туку тоа што ќе престанете да верувате дека мора да ги решите сите одеднаш. Ќе дојде момент кога ќе погледнете околу себе и ќе сватите дека некои работи сами почнале да си доаѓаат на свое место. Не затоа што сте ги контролирале, туку затоа што сте им дозволиле да се случат. И тоа ќе биде едно прекрасно откритие. Понекогаш најголемата мудрост не е во тоа да знаеме што треба да направиме, туку во тоа да знаеме кога е време едноставно да му веруваме на животот. Во месеците што доаѓаат, ќе почувствувате дека товарот што долго сте го носеле полека станува полесен. Не затоа што врските ќе исчезнат, туку затоа што повеќе нема да чувствувате дека целиот свет е на вашите рамена. Ќе научите да побарате помош без чувство на вина, да одморите без да мислите дека губите време, да се насмеете без претходно да ја завршите секоја задача. И можеби токму тоа ќе биде најголемиот подарок. Да сватите дека животот не е список што мора постојано да се штиклира. Тоа е нешто што треба да се живее. Можно е да се појави и прилика што ќе ви изненади токму затоа што нема да биде дел од вашиот првичен план. На почетокот можеби ќе се двомите, ќе сакате да ги измерите сите можни исходи, да ги споредите сите детали. Но срцето понекогаш знае нешто што умот се уште не може да го објасни. Послушајте го. Не затоа што секогаш ќе ве однесе по најлесниот пат, туку затоа што често ве води по највистинскиот. Во односите со луѓето ќе почнете да правите една важна разлика. Ќе сватите дека не мора секогаш вие да бидете тие што се трудат најмногу. Љубовта, пријателството и почита не се нешто што треба постојано да се заслужува.
Тие се градат од двете страни. И кога ќе го разберете тоа, ќе почувствувате големо ослободување. До крајот на годината ќе почнете повеќе да ја цените сопствената тишина. Не како осаменост, туку како простор во кој повторно ќе се слушате себе си. Ќе се вратите на мали работи што одамна ве правеле срекни. На книга што долго чекала на полицата. На прошетка без брзање. На разговор што не мора никаде да ве однесе, освен поблиску до некого. И ќе сватите дека токму таму се крие богатството на животот. Не во постојаното трчање, туку во моментите што остануваат во срцето. И запомнете, градината не цвета затоа што некој секоја минута стои над неа. Таа цвета затоа што добива време, вода, сонце и трпение. Истото важи и за вашиот живот. Не мора секој ден да го гледате големиот напредок. Некои од најубавите промени растат тивко, под површината. Се додека еден ден не сватите дека се околу вас изгледа поинаку. И кога ќе се осврнете кон крајот на 2026 година, нема да речете конечно направив се совршено. Ќе речете конечно научив дека не мора се да биде совршено за да биде убаво. И можеби токму тоа ќе биде вашиот најголем благослов. Да си дозволите да живеете полесно, да верувате повеќе, да контролирате помалку. И конечно да почувствувате дека животот, без многу врева, тивко си дошол на своето место. Драги ваги, постојат луѓе што имаат редок дар. Каде и да се појават, носат чувство на мир. Знаат да се слушаат, да најдат убав збор кога некому му е најпотребен. Да ја смират расправијата пред да стане поголема. Многу често токму вие сте таа личност. Но додека се грижите сите околу вас да бидат добро, лесно се случува да заборавите да се прашате како сте вие. И токму таму започнува приказната за вашиот најголем благослов. Не е случајно што оваа година ве учи на неколку важни лекции. Некои луѓе си заминаа, некои останаа, некои ве разочараа, а некои ве изненадија со добрина кога најмалку сте очекувале. Сето тоа не беше случајност. Животот полека го расчистуваше просторот околу вас. Не за да ви одземе нешто, туку за да направи место за она што вистински ви припаѓа. До крајот на оваа година ќе почувствувате една необична леснотија. Како конечно да не мора постојано да размислувате што ќе кажат другите. Ќе сватите дека не секоја одлука мора да им се допадне на сите. И дека не секое не значи сте направиле нешто погрешно. Напротив, понекогаш токму зборот не е најголемиот подарок што можеме да си го дадеме. Затоа што секое искрено не кон нешто што не исцрпува е истовремено едно големо да за сопствениот мир. Во месеците што доаѓаат, ќе почнете да ги гледате работите со поинакви очи. Нема повеќе да брзате да ги поправите сите односи. Ќе разберете дека вистинската врска не бара постојано докажување. Таа дише природно. И токму затоа ќе станете многу поспокојни. Некои разговори ќе донесат затворање на едно старо поглавје. Други ќе отварат врата кон ново пријателство или нова љубов. Но најважниот однос што ќе се промени е оној што го имате со себе си. Ќе почнете да си верувате повеќе, да ги слушате сопствените чувства, без веднаш да се сомневате во нив. Да ги избирате местата каде што сте пречекани со насмевка, а не само толерирани. И тоа ќе ја промени целата ваша енергија. Можно е да се појави можност што долго време сте ја одложувале. Не затоа што не сте ја сакале, туку затоа што сте чекале совршен момент. Но животот ретко не ги дава сите одговори однапред. Понекогаш бара само малку доверба, мал чекор, една храбра одлука. И токму таа одлука може да стане почеток на нешто прекрасно.
ќе откриете дека убавината не е само во тоа се да биде во рамнотежа. Понекогаш убавината е во тоа конечно да го следите своето срце, дури и кога патот изгледа непознат. Вашиот благослов нема да биде нешто што ќе можете да го држите во раце. Ќе биде чувство. Чувство дека повеќе не се губите себе си за да ги задоволите другите. Чувство дека не мора постојано да бирате помеѓу туѓата среќа и својата. Затоа што ќе сватите дека кога вие сте исполнети и љубовта што ја давате станува поискрена. До крајот на годината ќе има еден момент кога ќе се насмевнете без посебна причина. Само затоа што ќе почувствувате дека животот повторно тече лесно. Како река што конечно го нашла својот тек. Без туркање, без отпор, само природно. Запомнете, пеперутката не ја покажува својата убавина затоа што бара нечие одобрување. Таа едноставно ги отвара крилјата кога ќе дојде вистинското време. И вие не треба да чекате некој да ви каже дека сте доволно добри. Веќе сте. До крајот на 2026 година нема само да добиете нов благослов, ќе добиете нешто уште повредно. Слободата да го живеете својот живот според сопственото срце. И кога еднаш ќе ја почувствувате таа слобода, ќе сватите дека тоа бил подарокот што цело време ве чекал. Драги шкорпии, некои луѓе се менуваат малку по малку, а некои се менуваат целосно. Како дрво што ги остава старите лисја зад себе за да може повторно да процвета. Вие од секогаш сте припаѓале на втората група. Кога животот ве учи, тој не ве менува површно, тој ве менува од корен. Можеби токму затоа последните години не беа лесни. Имаше разделби што не сте ги очекувале. Имаше тишини што болеле повеќе од зборовите. А имаше и денови кога сте се прашувале дали повторно ќе почувствувате мир како некогаш. Но постои нешто што никој не може да ви го одземе. Вашата способност повторно да се издигнете. Посилни, помудри. И со многу појасна слика за тоа што навистина вреди. Вашиот најголем благослов до крајот на оваа година нема да биде тоа што животот ќе стане совршен. Ќе биде тоа што конечно ќе престане да ве држи врзани за она што одамна требало да остане во минатото. Понекогаш најголемиот подарок не е нешто што доаѓа, туку нешто што конечно си заминува. Стар страв, старо разочарување, некое чувство на вина. Или товар што предолго сте го носеле само затоа што сте мислеле дека мора. Ке дојде момент кога ќе сватите дека не сте истата личност што бевте пред една година. Не затоа што животот ви одзел нешто, туку затоа што ве научил што навистина заслужувате. И од тој момент натаму ќе почнете поинаку да ги избирате луѓето околу себе. Нема повеќе да останувате таму каде што постојано мора да ја докажувате својата вредност. Нема повеќе да се обидувате да спасувате односи во кои само едната страна се труди. Ќе го изберете мирот наместо драмата. И тоа ќе биде една од најхрабрите одлуки што ќе ја донесете. Можно е некоја врата да се затвори, токму тогаш кога ќе му помислите дека ви е најпотребна. Но не брзајте да жалите. Некои врати се затвараат само затоа што животот ве насочува кон подобар пат. Пат што можеби сега се уште не можете целосно да го видите, но наскоро ќе почнете да ги забележувате првите знаци. Мали промени, нови прилики. Луѓе што ќе внесат искреност таму каде што долго време имало сомнеш. И ќе почувствувате дека нешто во вас повторно оживува. Не брзајте. Не мора веднаш да ги имате сите одговори. Некои од најважните промени се случуваат тивко. Како изгреј сонце, додека светот се уште спие. Вашиот благослов нема да биде само нов почеток. Ке биде слободата конечно да престанете да се навраќате на она што ве повредило. Ке научите дека простувањето не секогаш значи да заборавите. Понекогаш значи едноставно да одлучите дека повеќе нема да му дозволите на минатото
да управува со вашата иднина. Тоа е сила и таа сила веќе расте во вас. До крајот на годината ќе има и момент кога ќе почувствувате необична леснотија. Како некој конечно да ви го симнал товарот од рамениците. Ке се насмеете, не затоа што се е совршено, туку затоа што ќе знаете дека најтешкиот дел останал зад вас. Запомнете, змијата не може да расте ако постојано ја носи старата кожа. Таа мора да ја остави за себе. И токму така расте. Истото важи и за вас. Не плашете се од промените што доаѓаат. Некој од нив нема само да ви го променат животот. Ке ви покажат кој сте на вистина. И кога ќе се приближи крајот на 2026 година, нема да бидете најгорди на тоа што сте добиле. Ке бидете горди на тоа што конечно сте имале храброст да го пуштите она што ве држало назад. И токму таму ќе започне вашиот најголем благослов. Не како награда од животот, туку како подарок што самите ќе си го дадете. Затоа што вистинската трансформација не започнува во светот околу нас. Таа започнува во моментот кога ќе кажеме: од денес па натаму избирам поинаков живот. Драги стрелци, постојат луѓе што никогаш не престануваат да гледат кон хоризонтот. Дури и кога животот ќе ги забави, дури и кога ќе ги разочара. Во нив секогаш останува едно тивко чувство дека некаде постои нешто повеќе. Нова можност, нова приказна, нов пат. Ако има знак што знае како изгледа таа надеж, тоа сте вие. Но понекогаш дури и најголемите оптимисти се уморуваат. Понекогаш и најхрабрите почнуваат да се прашуваат дали вреди повторно да се обидат. Ако последните месеци ви донесоа повеќе сомнежи отколку одговори, не гледајте на тоа како на крај. Гледајте на тоа како на пауза пред ново поглавје, затоа што токму тоа ве очекува. Вашиот најголем благослов нема да биде само нешто што ќе го добиете. Ќе биде можноста повторно да почувствувате дека животот ве повикува напред. Ќе дојде момент кога нешто во вас повторно ќе се разбуди. Можеби ќе биде нова идеја. Можеби покана што нема да ја очекувате. Можеби разговор што ќе ве инспирира да размислувате многу пошироко отколку досега. И одеднаш ќе сфатите дека не сте заглавени. Само сте чекале вистинска насока. Во периодот што следува, ќе почнете почесто да кажувате: а зошто да не? Тоа ќе биде една мала промена. Но токму тие 3 збора ќе отворат врати што долго време изгледале недостижни. Животот сака храбри луѓе. Не затоа што никогаш не се плашат, туку затоа што не му дозволуваат на стравот да одлучува наместо нив. И токму таква храброст ќе откриете во себе. Можно е да направите нешто што одамна сте го одложувале. Да научите нова вештина, да започнете проект, да отпатувате некаде каде што долго сте сакале. Или едноставно да го промените начинот на кој гледате на собствените можности. Не подценувате ниту една нова врата што ќе се отвори пред вас. Некои од најубавите животни приказни започнуваат со реченицата: никогаш не мислев дека токму ова ќе ми го промени животот. А во односите со луѓето, ќе почувствувате поголема слобода. Ќе почнете да се обкружувате со оние што ви инспирираат да растете. Со луѓе што не ви ги кратат крилјата, туку ве потсетуваат колку високо можете да летате. И ќе сватите колку е важно покрај себе да имате личности што веруваат во вас. Дури и кога вие самите накратко ќе се посомневате. Вашиот благослов нема да биде само нов пат, ќе биде нов поглед кон животот. Ќе откриете дека не мора секогаш однапред да знаете каде ќе ве однесе патувањето. Понекогаш е доволно да го направите првиот чекор, а останатото ќе се открие по пат. До крајот на годината ќе почувствувате дека повторно дишате со полни гради. Дека во вас има повеќе љубовитност отколку страв, повеќе надеж отколку сомнеш, повеќе желба за живот отколку потреба да останете во познатото.
И токму тоа ќе биде вашата најголема победа. И запомнете, хоризонтот секогаш изгледа далеку. Но секој чекор што го правиме не носи малку поблиску до него. Истото важи и за вашите соништа. Не мора денес да ги допрете, доволно е да продолжите да чекорите. До крајот на 2026 година ќе сватите дека најголемиот благослов не бил само новата можност што се појавила, туку новата верзија од вас што имала храброст да ја прифати. Затоа, кога животот ќе ви отвори врата, не стоите долго пред прагот. Отворете ја, влезете. И веруете дека зад неа може би ве чека приказна, што еден ден ќе ја раскажувате со насмевка. Затоа што некои благослови не доаѓаат за да ни го направат животот полесен. Тие доаѓаат за да ни покажат колку е прекрасен кога ќе се осмелиме да го живееме целосно. Драги јарци, постојат луѓе што не зборуваат многу за своите битки. Тие едноставно стануваат секое утро и продолжуваат понатаму. Без многу жалби, без многу врева. Само со тивка решителност дека еден ден се што вложиле ќе има смисла. Ако некој го разбира тоа чувство, тоа сте вие. Може би не секогаш сте го добивале признанието што сте го заслужувале. Може би не секој го видел трудот што стои зад вашите успеси. Но животот ги памти и најтивките победи. Ги памти сите денови кога сте продолжиле, иако никој не ве бодрел. Ги памти сите моменти кога сте избрале достоинство наместо лесен пат. И токму затоа, вашиот најголем благослов до крајот на оваа година нема да биде случајност. Ќе биде плод на се што долго време сте граделе чекор по чекор. Понекогаш најубавите нешта не доаѓаат брзо. Тие се создаваат бавно. Како планина, што со векови го добива својот облик. Одалеку може би изгледа непромената, но секој ден станува посилна. Така беше и со вас. Иако може би не сте го забележувале, сте растеле со секој предизвик што сте го поминале. Ќе дојде момент кога ќе погледнете за себе и ќе сватите дека повеќе не сте личноста што некогаш се сомневала дали ќе успее. Ќе ја почувствувате силата што не доаѓа од самодоверба без причина, туку од искуство. Од сите лекции што животот ви ги дал. Во месеците што доаѓаат, ќе почнете да гледате како некои врати конечно се отвараат. Не затоа што сте имале среќа, туку затоа што долго време сте биле подготвувани за нив. Понекогаш ни се чини дека животот не заборавил. Но вистината е дека тој понекогаш бара време за да не доведе до местото каде што навистина припаѓаме. И токму тоа чувство ќе ве придржува до крајот на годината. Ќе престанете да брзате, ќе престанете да се споредувате. Ќе разберете дека секој човек има свој ритм и дека вашиот никогаш не бил создаден за кратки победи. Вашиот пат од секогаш бил пат на темелност, на стабилност, на нешта што траат. Можно е да добиете можност што долго време изгледала недостижна. Но најинтересно е што кога конечно ќе пристигне, нема да почувствувате еуфорија, ќе почувствувате мир. Како да знаете дека токму таму треба да бидете. Тоа чувство вреди повеќе од секој аплауз. Во односите со луѓето ќе почнете повеќе да ја цените искреноста отколку совршенството. Ќе откриете дека не ви се потребни многу луѓе околу вас. Потребни ви се вистинските. Оние што остануваат и кога нема што да добијат. Оние што ве гледаат и во вашите тивки денови, а не само кога се оди добро. И токму таквите луѓе ќе станат дел од вашиот благослов. Ќе има моменти кога ќе се изненадите од тоа колку лесно почнуваат да се решаваат работи што долго време изгледале комплицирани. Не затоа што животот одеднаш станал едноставен, туку затоа што вие сте станале помудри. Понекогаш нема да ја трошите својата енергија на битки што не вредат. Ќе знаете кога да продолжите и кога да се свртите кон нов пат. Тоа е зрелост, а зрелоста секогаш носи мир. Запомнете, планината не станува величествена за еден ден.
Таа стои цврсто затоа што со години ги издржала ветерот, дождот и снегот. Истото важи и за вас. Се што сте поминале не ве скршило, ве изградило. И кога ќе дојде крајот на 2026 година, нема да кажете конечно стигна, ќе кажете сега разбирам зошто патот беше толку долг. Затоа што токму тој пат ве направил човек што може со достоинство да го носи својот успех. И можеби тоа е најголемиот благослов што животот може да го подари. Не само да ги исполни вашите желби, туку да ве претвори во личност што знае како со благодарност да ги живее. Драги водолеи, постојат луѓе што од секогаш гледале малку подалеку од сите други. Додека мнозинството се држи до познатото, тие се прашуваат што има зад следниот хоризонт. Додека другите велат така од секогаш било, тие прашуваат а што ако постои подобар начин? Тоа е дар, но понекогаш е и тежина. Затоа што не е секогаш лесно да бидете личност што гледа можности таму каде што другите гледаат граници. Можеби во последниот период сте имале чувство дека некои од вашите идеи останале неразбрани. Како да зборувате за иднината, додека светот се уште е загледан во минатото. Но не дозволувајте тоа да ве обесхрабри. До крајот на оваа година ќе сватите дека не секоја идеја треба веднаш да биде разбрана за да биде вредна. Некои мисли едноставно пристигнуваат пред своето време. И можеби токму една таква мисла ќе стане почеток на вашиот најголем благослов. Во месеците што следуваат, ќе почнете да чувствувате како животот ве турка кон нешто ново. Не насила, туку тивко. Ќе се појават нови познанства, нови разговори, нови можности што нема да личат на ништо што досега сте го искусиле. И токму тоа ќе ве возбуди. Не затоа што сакате промени по секоја цена, туку затоа што ќе почувствувате дека конечно сте на место каде што можете да растете. Вашиот благослов нема да дојде во форма што сте ја замислувале. Можеби ќе пристигне преку сосема случајна средба, преку една идеја запишана на лист хартија, преку порака што ќе ја добиете во најобичен ден. И токму затоа е важно да останете отворени. Животот понекогаш тропа многу потивко отколку што очекуваме. Во еден момент ќе сватите дека повеќе не ве плаши непознатото, ќе почне да ве привлекува. Ќе почувствувате дека не мора секој чекор однапред да биде испланиран. Дека понекогаш најубавите откритија се случуваат кога ќе си дозволиме да импровизираме. И тоа ќе ве ослободи. Ќе има луѓе што ќе ве инспирираат, но уште поважно, ќе бидете и вие инспирација за некого. Без да се трудите, само затоа што ќе имате храброст да бидете своји, во свет што често бара сите да бидат исти. Тоа е редок подарок. До крајот на годината ќе откриете дека вашата различност никогаш не била пречка. Таа од секогаш била вашата најголема предност. Работите што порано ве правеле да се чувствувате како да не се вклопувате, токму тие ќе ве одведат до луѓето што ќе ве разберат без многу објаснувања. И тогаш ќе почувствувате нешто многу убаво. Нема повеќе да се обидувате да се вклопите таму каде што не припаѓате. Ќе почнете да создавате простор каде што можете слободно да бидете тоа што сте. Запомнете, ветерот никогаш не оди по права линија. Понекогаш го менува правецот, понекогаш застанува, понекогаш повторно се засилува, но секогаш продолжува да се движи. И токму во тоа е неговата сила. Не во тоа што секогаш знае каде оди, туку што никогаш не престанува да бара нов пат. Истото важи и за вас. До крајот на 2026 година ќе сватите дека неочекуваните пресврти не дошле за да ви ги расипат плановите,
Дошле за да ве одведат таму каде што никогаш не би стигнале ако се останало исто. И кога ќе погледнете наназад, ќе се насмевнете. Затоа што ќе разберете дека најголемиот благослов не бил само новата можност што сте ја добиле, туку храброста да ја прифатите без да знаете каде точно ќе ве одведе. Таму започнува секоја голема приказна. Со еден чекор, една идеја. И едно тивко чувство дека е време да му дозволите на животот да ве изненади. Драги риби, постојат луѓе што не го слушаат животот само со разумот. Тие го слушаат и со срцето. Забележуваат детали што другите ги пропуштаат. Чувствуваат кога некој се насмевнува, а во себе носи така. Го препознаваат доброто и таму каде што никој друг не го гледа. Тоа не е слабост, тоа е дар. Но секој дар носи и своја цена. Понекогаш премногу чувствувате, премногу размислувате, премногу се грижите за луѓето што можеби никогаш не научиле да се грижат за вас. И токму затоа животот сега ви подготвува нешто поинакво. Не уште една лекција, туку награда. Не награда што ќе пристигне со голема врева, туку како тивко утро по долга бура. Вашиот најголем благослов до крајот на оваа година нема да биде нешто што ќе го промените. Ќе биде нешто што конечно ќе го препознаете. Ќе почнете да гледате дека некои врати биле отворени цело време. Само досега сте биле премногу зафатени гледајќи кон оние што останале затворени. И кога ќе го сватите тоа, пред вас ќе се отвори еден сосема нов поглед кон животот. Во месеците што следуваат, ќе се случуваат мали работи што ќе ви изгледаат како случајности. Еден збор што ќе го слушнете во вистинскиот момент. Книга што ќе ви дојде во раце кога најмногу ќе ви биде потребна. Средба што ќе ве потсети дека светот знае прекрасно да ги спојува луѓето кога ќе дојде вистинското време. Некој ќе ги наречат случајности. Вие ќе почувствувате дека имаат подлабоко значење. И не мора никому да го објаснувате тоа. Некои работи едноставно се разбираат само со срцето. Вашиот благослов нема да биде во брзината, ќе биде во довербата. Ќе научите дека не мора постојано да бркате нешто за да стигне до вас. Понекогаш најубавите нешта сами го пронаоѓаат патот, како река што секогаш знае каде треба да се влее. Во еден момент ќе почувствувате мир што долго време сте го барале. Не затоа што сите прашања ќе добијат одговор, туку затоа што повеќе нема да чувствувате потреба да ги знаете сите одговори. Ќе научите да му верувате на животот, да му верувате на времето и најмногу да си верувате себе си. Можно е некоја одамнешна желба повторно да оживее. Нешто што сте го оставиле на страна, мислејќи дека никогаш нема да се оствари. Не брзајте повторно да ја отурнете. Некои соништа не исчезнуваат затоа што се невозможни. Тие остануваат затоа што се уште го чекаат својот момент. Ке има луѓе што ќе внесат светлина во вашиот живот. Не со големи ветувања, туку со мали дела, со искрен разговор, со присуство. Со чувство дека конечно не мора секогаш вие да бидете тие што даваат најмногу. И тогаш ќе сватите колку е убаво кога љубовта, почита и вниманието течат во двете насоки. Запомнете, морето никогаш не се бори со реките што доаѓаат кон него. Тоа едноставно ги пречекува. Знае дека се што му припаѓа, порано или подоцна ќе го пронајде својот пат. Исто ќе биде и со вашиот благослов. Нема потреба да го бркате. Нема потреба да се прашувате дали доцни. Она што вистински е создадено за вас, нема да ве одмине. Кога ќе се приближи крајот на 2026 година, ќе погледнете наназад и ќе сватите дека најубавите моменти не дошле затоа што сте ги присилиле да се случат,
Тие дошле тогаш кога сте престанале да се плашите дека никогаш нема да дојдат. И можеби токму тоа ќе биде вашиот најголем благослов. Не исполнување на една желба, туку мирот што ќе го почувствувате, додека таа полека станува реалност. Продолжете да сонувате, продолжете да верувате, но пред се продолжете да го чувате доброто срце што го имате. Затоа што токму тоа срце ќе ве одведе до местата, луѓето и моментите, што ќе ве потсетат дека најубавите подароци во животот најчесто доаѓаат тивко. Како првите сончеви зраци по долга дождлива ноќ. И токму тогаш ќе знаете дека вашиот благослов не само што пристигнал, туку бил на пат кон вас многу подолго отколку што сте можеле да замислите.